Многу ти благодарам што во овие најутрински часови се обиде да пристигнеш во нашето студио, иако велиш дека во 5 часот некаде си се обидела малку да одспиеш некој час. Да. Но те благодарам. Ти благодарам најмногу од срце. Тебе и на тебе ти благодарам многу. Само да прашам. Тоа е обично интервјуто така го започна Садгуру или мислам дека секој негово браќање е Кога сме седнати овој вака. начин. Да. Вака се седнува обично кога сакаме да се сконцентрираме тоа што ќе го кажеме да биде навистина на место. Вистина? Да не ни одзема внимание да ја другите покриеме активности. петата, така беше? Со петицата скроз на средината. Воле, седнуваме врз петицата. Ќе ми дозволиш. И Ајде. да, и телото се смирува, си работи само умот. Да. Да се фокусираме. Така се што фокусираме. мудро, свесно и рационално денеска ќе ја потикнеме оваа тема. Те прашав во една наша интерна средба пред некој период со многу убави луѓе, група на луѓе. И знаеш како ме потикна да споделам и оваа информација? Во образованието потребна е инспирација, не само информација. Единствено инспирирани човечки битија може да ги трансформираат своите животи и животите на сите околу нив. Ке каже Садгури, некако сето ово ми се поврзува и со твојата приказна лично и сега продолжението на новиот проект, една нова резолуција во твојот живот, а тоа е нели сончогледите кон сонцето, за кое што заеднички сега и Телма велиш мал сегмент, меѓутоа ќе направиме на инклузија за овој проект. Честитки уште еднаш. Ти благодарам, ти благодарам. Со овој проект сме веќе скоро една цела година и многу сум радосна што стигнавме и до ова ниво до кое што сме сега. Значи веќе сме готови со инклузивните лентички, со инклузивните картички. Веќе имаме поделено одреден број на картички и лентички, но да објаснам што е нивната функција и зашто се користат и за кого може да се поделат. Сончогледи кон сонцето е иницијативата која што започна со цел да се почне да се работи, да се создава инклузивната свесност. Неофицијално, нели, лани инклузијата влезе во училиштата, нели, во Македонија, да речем, малце повеќе почна да се зборува, но во суштина инклузијата не е само лифт и само рампа, како што грото од луѓето некако очекуваат. Да, и некако организирање на просторот за да може да биде некако прифатлив за сосема помала група, например, само лицата со видлива попреченост или што се во количка. Но она што недостасува е инклузивната свесност, која што ние секој од нас треба да ја има, да ја создаде, да ја расте во себе, затоа што начинот на кој што ние комуницираме со сите лица, тие лица со посебност, значи не само со видлива, туку и со скриена попреченост, е многу важно. Како ние ќе се однесуваме, како ние дали ќе застанеме, ќе бидеме трпеливи, дали ќе бидеме внимателни. Тоа е таа свесност и тие активности кои што навистина ќе направат разлика во инклузијата, нели, во целокупниот наш живот, а и на лицата со посебни потреби. Вели дека со Куќе на среќата и Смартер Гаја заедно се обединуваат овие две убави поглавја годинава. Да. Куќе на среќата е невладина организација, Смартер Гаја е социјално предпријатие. Значи се споивме јас со Смартер Гаја и Маргарет Курт со Куќе на среќата, две мајки. И решивме дека нели, иако во минатото некако лицата со посебни потреби навистина се маргинализирани и се уште се многу маргинализирани, решивме дека ќе одиме напред без да биде нели надпревар. Сакаме сите да се вклучат, сите нешто да направат. На нашата страна Сончогледи кон сонцето нели имаме сосема добра, веб страната сега е во изработка, но во изминатава година ги имавме нели групата на Facebook која што веќе има скоро 8.000 членови. Позитивноста и надежта е главната боја на оваа страна. Значи сакаме да почнат луѓето да гледаат дека секој има капацитет, дека секој може нешто да направи, па макар и да е малку. Па и самата свесност за која што говориме, секој од нас ја има, само понекогаш сме контаминирани, затрупани со ноторни неболози, информации кои што ни го задушуваат јадрото на љубовта или било што.
и не можеме понекогаш да излеземе на површина да ги истакнеме овие теми, како што во случајот тебе некако е твој ново поглавје во животот? На свесноста мора да се работи. Значи, свесноста е нешто кое што треба да работиме, како што правиме други работи надвор, исто и на свесноста треба да работиме. Не може да бидеме на лер, да речам, пуштени, па што ќе ни се случува, како ќе ни истрескаат емоциите на сите страни, нели, во зависност од тоа и да реагираме на се. Свесноста е нешто на кое што може да се работи. Значи, ќе има и начини како да се пренесе оваа комуникација и во компаниите. Значи, ние сакаме нели, градинките, училиштата ќе бидат првите кои што ќе бидат сензибилизирани. Значи, најважниот елемент, затоа што градинките посебно се важни затоа што тука почнува еден нов живот. Ако тука нели тие дечиња, ако тука во раниот детски развој децата веќе разберат некои работи, тоа се стави убаво во камен. Ова сето тоа ќе потикне за свесно расудување кај најмладата популација. Бидејќи мајка си на 3 дечиња. Знаеш дека секојдневното трупање со информации, па и самите медиуми, контенти кои што се создаваат постојано, ги токсицира и ги контаминира и ги создава во несвесни битија, ќе кажам. Несвесност. И ми ја трупа големиот потенцијал и креативност кој што може да направат, секој еден човек може да смени многу светови. Да, информациите дефинитивно. Значи, јас имам детенце со попреченост и знам како изгледа и од оваа страна и од таа страна да бидеш родител. Информациите дефинитивно им пречат на сите. Информацијата, нели, технологијата, токсините и се, значи зборам технологијата како токсин. Надвор на храната, на воздухот, на почвата, сето тоа да го ставиме на страна, колку во суштина е многу тешко и за децата, значи да бидат им премногу информирани. И ако не се на телефон и да излезат надвор, таму телевизор, таму имаш банери, таму насекаде шаренила. Дистракција постојано има. Дистракција и постоја и да не се, нели, како што е голем број на дечиња што се сега, нели, на аутистичен спектар, каде што многу брзо и за жал рапидно расте бројот, веќе тоа е пандемија, тоа е вистинска пандемија, која што ја гледаме, а која што не се зборува, нема маркетинг, но кого и да прашаме. Сега секој од нас да праша некој близок, дали има некој детенце со попреченост, дали е тоа АДХД, дали е некаква сензорна поинаквост, веќе секој е допрен, дали во првото, нели, свое семејство или роднините или кумовите или комшите. Дефинитивно има некој кој што да знам, што е страшна бројка. И затоа ние сакавме најмногу да почне, значи, оваа лента ја носат лицата со попреченост, со која што покажува дека да, мене ми треба внимание. Малце повеќе грижа и внимание, затоа што не секој може да искомуницира. Исто така лентичките, значи, во попречености, значи, се сметаат не само тие што се диагностицирани со аутизам, нели, да речам, таа мала група. Збориме, значи, луѓето кои што се со Алцхаймер, со деменција, дури и со диабетис, кои што имаат више критични. Значи, многу често може да се случи да им се слуши. Овдека може, значи, овде си има место каде се стави број за итни случаеви, која е диагнозата, да може и да му се случи нешто на лицето, веднаш да може да, нели, во околината да изреагира. Само што ќе го погледнат како податок и генерали. Ќе погледнат точно и лентичката знаат. Веќе ова инклузивна лента и сите знаат што значи точно, така да сегдека на постерите ќе ја има. И дури, нели, и да не сме свесни, сега ќе дојде во еден момент каде што ние ќе малце ќе отвориме таа приказна, ќе речеме, окей, тука може да погледнеме. Значи, моето детенце веќе ја носи скоро година дена картичката и веќе ни се случи еднаш каде што он беше со асистентката, па бил 1-2-3 метри понатаму, па жената ми се јави, детево дали е само. Сакам да кажам, ја искористи за тоа што требаше, иако немаше никаков проблем, се испостави дека само ја оставен да може да истражува. Така да ги охрабрувам сите, значи сега уште и на самата група може да се аплицира, но на страната многу скоро. Ќе гледа кон сонцето, така може да балансираат. Кон сонцето. Значи ние ги донираме лентичките, значи не ги наплаќаме, затоа се мачиме да собереме пари за да може да ги донираме, затоа што и така се
во лоша состојба најчесто семејствата со лица со попреченост, значи за лицата кои што ги носат овие се бесплатни. Прекрасно. И меѓу другото може да ви комуницираат веднаш на социјалните медиуми. Да. Ова се што го говориш за децата, токсична атмосфера, така натаму, ме потсетува на тоа Садгуру како многу често знае да каже менталната диареја, со која што постојано се трупаме. Тој исто вели како тој го кажа во една од своите видеа една метафора. Кога имате вика и физичка диареја, вие вика знаете дека тоа потикнува од некаква исхрана. Треба да ја отфрлите вика и што правите веднаш? Ја менувате исхраната, внесувате добра исхрана за да повторно се ги користиме алатките, свесно ги користиме алатките. Бидејќи во многу чести оние средби кои што ги имаме низ светот, симпозиуми, тој му поставуваат убави конструирани прашања. Меѓутоа тој секогаш ги одговара со многу едноставна лаконска лирика негова и ќе каже дека само се потребни оние главни есенцијални алатки, а тоа е само свесно да бидеме будни во моќта на мигот и ништо повеќе. Секоја следна мисла да биде свесно или споделена или прашана или одговорена. Да, во секој случај, значи балансот за кој што ја зборува и кој што воопшто, значи и ако ги прашаме докторите, ако малце повеќе си поразговараме со нив ќе дојдеме на истиот тој муавет, но тој баланс помеѓу умот, нели, свесноста, да речам, или мислите, помеѓу емоциите, помеѓу енергијата и телото, кога ние тоа ќе го направиме, нема да се случуваат нити таа ментална диареја, нити обичната диареја. Ништо нема да се случува. Така да ние премногу користиме, значи на предавањата кои што ги имаме, тоа го потенцираме дека умот премногу енергија троши, затоа што цело време врти кај сите, не застанува и од таму доаѓаат и многу други последици, и анксиозноста потекнува, и инсомнијата потекнува, и после паничните напади. Така да не е толку едноставно, ќе речеме, па добра, ајде само мислиме. Не е едноставно. А всушност алатките треба да ги искористиме. Само за крај, во неколку секунди, Ирина, повторно ќе правиме сега етапни гостувања следниот период. Не само и за сонцогледите кон сонцето, туку и за Conscious Planet, она што го погледнавме. Глобалното движење кое што потикнува всушност за потикнување за свесен пристап кон почвата и планетата. Така, колку што располагаме со информација, 30.000 километри Садгуру всушност ќе помине и ќе ја сподели приказната, иако нели таа ќе биде нели и некако донесена преку социјалните медиуми. Да, во суштина во Македонија веќе има за сега се веќе 40 волонтери, во светот се веќе скоро 1 милион волонтери кои што работат на овој проект. Идејата е да се допре до 3,5 билиони луѓе, да барем дојде до нивната свесност колку е важна почвата и дека таа е тој мета проблем за кој што ние треба да почнеме да се ангажираме и дека ако со тоа нели се зафатиме, сите овие други воздухот и така натаму нели проблеми сами по себе ќе се санираат. Така да овој проект, да речам, кој што еве сега почнува баш вака да зазема многу поголем бранов, почнува да тргнува. Ќе имаме значи неколку други гостувања. Битно е дека и тука во Македонија ќе има случувања. Се надевам дека ќе бидат не се надевам, тука знам дека со најмладите, со родителите, со децата во градинки, во училишта, за да бидат сите колку што е може поблиску до почвата. Поблиску до почвата. Ти благодарам. Да не ветам лажно и јавно, меѓутоа се надам дека Шамбави ќе ја поминам оваа седмица и следниот пат ќе имаме повеќе потекста најде дека зборам сега, па и многу повеќе да ги споделиме овие новитети, да не биде нели како една квантна физика за гледачите, ќе ги споделиме овие работи кои што ги носи Садгуру. Ви благодарам уште еднаш.